често зборуваме какво сакаме да биде новинарството во иднината, што му треба на новинарството, што му треба за да го подигне своето ниво и така натаму, но најчесто кога ги правиме тие муавети, дискусии и така натаму, ги правиме со искусни новинари, со експерти, со комуниколози, ама не и со млади луѓе кои што се во моментално се во зачетокот на новинарството, кои се студенти на новинарството, како што се моите двајца гости тука вечерва. Гости се Милош Стојановиќ и Тео Николовски, кои што во оваа емисија на Јутинг, каде што ќе зборуваме за новинарството, за иднината на новинарството, они сака малце они да ми зборат повеќе за тоа, затоа што доста слушаат нас, ајде да речеме, што сме средно искусни новинари, што сакаме да го видиме новинарството и какво сакаме да видиме. Додички сакаме малце вечерва вас да слушнеме, затоа ја викнав во студиото. Милош и Тео Николовски се они се студенти по новинарство, трета година се, така? Го не се лажам. Трета година. Дел беа Тео и Милош од еден проект кој гласи Медиуми 2040, се работи за проект кој се вика Медиуми 2040, ухрабрување на младите застапници за медиумска слобода на Западен Балкан, кој по чиј повод имаше една, да речеме, настан, пресконференција, имаше една дискусија на правниот факултет минатата недела, ако не се лажам, содржа, значи, настан каде се зборуваше за проблемите со кои се соочуваат новинарството, решенијата на новинарството и со цел, ајде да речем, на студентица малце да им се доближи професијата новинарство и оваа одговорна професија и нели во иднина да ја преземат штафетата и да тераат дале, односно тие да ги бранат и соочуваат вредностите на седмата сила. Дечки, вие бевте вклучени во самиот проект. Малце да ми кажете што се случува, како бевте вклучени и што сушност правевте. Ајде да почнеме со тоа. Кој сака од вас да почне? Слова. Ајде ќе започнам јас. Добро. Вака, значи, Медија 2040 представуваше еден проект кој што на еден начин сакавме сите да ја настапиме својата држава. Да едноставно да прикажеме тоа што знаеме, нашите искуства и како ние ја гледаме иднината на новинарството. Би кажал барем дека тоа беше главната цел, главниот потик. Но потоа всушност проектот започна се од нашата професорка, Јасна Бачовска Неди, која што успешно искрено го координираше самиот проект, да кажеме, од сам почеток, преди тоа што беше искрено не толку лесно да се најде студенти кои што би сакале да отидат да учествуваат на проектот. Во самиот почеток правевме првен horizontal scanning, каде што ги согледувавме. Што значи тоа? Тоа значи всушност дека со нашата визија сите бевме всушност поделени првен во групи. Првен да кажеме, например, медиуми во технологијата, медиуми во пишаниот медиум и слично, каде што гледавме кои се нашите главни предиспозиции и со тоа на крајот се гледавме дека гледавте што моментално се случува во новинарството, да знаете и што би сакале да видите. Практично. Окей. И искрено тоа беше интересно, но тоа беше онлайн се одржуваше. И дури после тоа ни кажаа дека всушност ќе има и втора фаза на проектот каде што учествувавме физички, отидовме во Скадар. И тука всушност ни се придружи колегата Тео. Тој дел би го извел како ептен убаво искуство каде што се гледавме не само нашата визија кон иднината, но и на другите учесници, бидејќи на самиот проект учествуваа учесници, односно студенти, исто млади новинари од Србија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија. И тоа беше едно прекрасно искуство, искрено. Бевме таму колку дена Тео? 4 дена. Интересира дечки, ми кажавте беше тоа како дел од проектот дел. Што научивте и какви работи ми спомна визијата, нели ја спомна. Може да ми кажеш исто што се случува, какви работи научивте за самите медиуми и што кај да речеме да се насочуваме, кај треба да се насочуваме? Како млади и амбициозни студенти по новинарство и надежно идни новинари зборувавме нели со разни студенти од државите кои што ги наброја Милош.
дојдовме до заклучок дека постојат примери, како пример ќе го одземам, многу лажни вести, многу медиумите се политизирани. И како ние и што ние би промениле во 2040 година за тие медиуми повеќе да не постојат такви вести, да не се шират. И научивме многу работи пред се, научивме како ние, како млади новинари, како и што би превземале, за тоа да не биде случај. Што би преземале како млади? Сигурно следите медиуми, са нормално не следите долго време, ама следите секакви медиуми, посебно она што ви доаѓа на што скролате на телефон, на екраните, се што ви доаѓа, нели? Пак следите колку толку медиуми, онлайн медиуми, дел можеби не толку традиционални, нели? Што е она што ви доаѓа до медиумите, што сакате на прва онака, да го нема или да го има и понатаму и така натаму. И во, нели, како се видиме од 2024 тоа е за 16 години, нели? Да, за 16 години. Па да, пример, јас би почнал од самиот себе си, јас сум многу против лажните вести, како што ги спомнав, и политизирањето на медиумите, и треба почесто младите новинари, студентите по новинарство да го искажуваат својот глас, да зборуваме гласно, да се трудиме за промена на општеството. Исто така правниот факултет во моментов работи на отварање на ново студио во самиот факултет, каде што младите новинари, студентите ќе можат да имаат своја пракса во склоп на факултетот и ќе научат што треба да се прави и како да се прави, затоа што јас лично сум студент кој што својот факултет го почна за време на короната, немав многу искуство во врска со медиумите и така натаму, со што е добро, што нели одиме по вакви проекти и така натаму, каде што може да научиме нешто ново. Ми спомна студио. Дали знаете што значи студиото? Каква таму пракса би имале некаква во студиото? Што би правеле во студиото? Да. Мултимедијални алатки веројатно ќе има некакви кои што може да ги користат сите студенти, претпоставам од новинарство или не знам како. Точно, да. Имаме предмети на правниот факултет, студиите по новинарство, истражувачко новинарство, ТВ новинарство, радио новинарство, каде што сите тие сега изборни предмети тогаш ќе бидат задолжителни предмети и студентите ќе можат да се истакнат во тоа поле и тие сите предмети ќе бидат со пракса, каде што нели ќе вежбаат во самото студио како да снимаат анкети, интервјуа, како да пишуваат вести, како да препознаат лажни вести, што ќе нели многу ќе значи во понатамошното искуство како идни новинари. Да, зборевте како идни новинари зборевте, морам да се прашам и тебе нешто. Што се случува еве во образованието моментално новинарско? Следите сигурно добро, имате колеги од странство, имате и од други градови колеги и така натаму колеги кои што решиле ајде да влезат во професијата новинарството, седмата сила да речеме, и има одредени предизвици, како на факултет гледаат што се случува на нивниот факултет, на другите гледаат и по медиумите. Ме интересира сега, збориме у самиот факултет. Што мислиш дека како би се развивал самиот факултет и во која насока треба да се развива за да ги задржи повеќе студентите во новинарство, затоа што знаеме, еве ја на пример пред 15 години кога сум бил на студии по новинарство биле 100, 150, може порано биле. Поише сега се десетина студенти. Како за да ја одржиме таа бројката и за да зголемиме таа заинтересираност? Знаете како добро што го прашавте искрено, тоа е толку наголемиот предизвик. Ние тоа го издвоевме како заклучок за нашата држава. Да. Преди тоа што другите го немаат до овој степен овој проблем, ние бевме изненадени кога дознавме дека нашите, да кажеме, странски колеги имаат многу поголема заинтересираност во поглед на образованието за новинарство. Да. Зборуваме бројки кои што ти кажа кај нас што би ги имале пред 15 години. Да. И тоа е моментално главен предизвик. Токму затоа и се прави студиото. Најголем проблем, искрено моментално, е тоа што, да кажеме, новинарството е движечка професија и кога у предавална си ги учиш во теорија сите работи, но кога ќе излезеш на терен се наоѓаме, односно пристапуваме кон многу проблеми и кон основните работи. И баш токму поради тоа е многу добро што се отвара студиото. Тоа ќе помогне многу околу тој дел, да кажеме. Што е потребно моментално, искрено потребно е повеќе проекти, баш како во ВОЙ учествувавме, поради тоа што тоа ја зголемува самата заинтересираност, ама на
искрено сосема различна насока, бидејќи не се концентрира кон тоа да кажеме само Да. еве ги предметите, сега вие учете. Сега конечно ќе имаме, освен студиото, Да. ќе имаме искрено повеќе проекти што ќе може ние да ги изработуваме. Мислам тоа е Да, главната да. цел. Моментално се еве искрено да кажам, моментално имам професорка што дојде од САД, токму да им предава еден изборен предмет. Се трудат, Да. има потек кон тоа. Така што освен моментално да кажеме чекорите што се прават, се надевам искрено дека ќе можат и малку повеќе да ги на некој начин да кажам на добар начин да ги форсираат новинарските студии. Поради тоа што моментално на правен факултет многу повеќе се концентрираат кон правните и кон политичките. Па, тоа ми беше следното прашање што сакав да прашам. Значи, правниот факултет одамна новинарството е сместено само правниот факултет, каде што учиме политологија 1 2 3, економика 1 2 3, барем јас тие сум ги учел, правен систем и така натаму и така натаму. Значи, правната и политичка основна на ајде да речеме на нашето постоење и правни и политички работи учиме. Може би треба новинарството да се разгранува, да учиме еве новинарството да влезе може би у друг факултет, може секторски треба да се подели, па треба новинарството да се дели на ајде да речеме судско новинарство, на воено новинарство, еколошко новинарство, па културно новинарство, па секој текот на студиите да свати што му треба и каде да се насочи веројатно. Апсолутно се согласувам со тебе, иако не е толку голем проблем еве што е на правниот факултет, Добро. но сосема студиите по новинарство треба да бидат сосема различни студии. Значи каде што нема да има економика 1, економика 2, а како што реков претходно изборните предмети кои што сега се изборни да бидат задолжителни, затоа што на студентите по новинарство им треба такви предмети. Точно не дека не ти треба економика, ама многу е поважно радио новинарство, ТВ новинарство, истражувачко новинарство и така натаму, каде што ќе научиш нешто многу повеќе за својата идна професија. И ќе знаеш во други пракса работи, да како да го употребиш тоа. Како да го употребиш тоа. Нормално, вас ви треба буквално да знаете, еве основите теоријата ќе го учите, жанровски Точно, новина, основите на новинарство, жанровите новинарски и така натаму, ама немате допир толку пракса да знаеш. Ајде да речеме порано што викавме старите колеги учеа и дикција, држење, зборување, начин на зборање, литературно зборување, еве сега додека го зборувам, не зборувам литературно, и јас не сум го учел тоа. Да. А сум сакал да влезам во новинарството, нормално. Значи, сите оние основи кои што не знам, зборање на микрофон, одење на терен, учење како на пресконференција да земеш изјави, како да снимаш, како да транскрибираш изјави, како тоа да го префрлиш од текст, структура на текст и така натаму, кој што главно, дечки, нели, новинарството тие сите работи ги учиме у самите редакции кои ќе влеземе. Точно. И нели викаме за тоа самите факултети не произведуваат новинари, туку самите медиуми. Можеби е времето и самите факултети више да произведуваат новинари. Да, веќе е време, еве пример и јас и Милош имаме работен на проект со Радио МОФ и УНХЦР, каде што работевме за лица без државјанство и тоа беше мене прво искуство каде што јас имав снимано интервју и нели целите тие подготовки, што ќе биде, како ќе биде, каде да набавам микрофон, каде да го купам, како да го држам микрофонот. Сето тоа го научив на терен, додека зборував со личност, додека интервјуирав, а не на самите студии. И сега, доколку го научив јас сето тоа на студиите, тоа ќе беше перфектно. Мислам, не перфектно, ама ќе беше многу подобро од ова што јас го учев за време на целото интервју. Да. Така што дефинитивно треба да се промени нешто и еве најавуваат големи промени, така што се надеваме дека ќе биде на добро. Ви благодараме на двајцата за учеството. Продолжуваме и понатаму со нашата емисија, со нашиот подкаст Ютинг. Имаме две гостинки кои ќе се надоврзат на Милош и Тео. Се работи за Мила Тодоровска и Теа Димковска, кои што се следни тука. И колешки нив се. Двајцата исто учеснички у проектот. Благодараме и на двајцата. тебе. Мала пауза, дечки. По кратката блиц мини паузичка, продолжуваме пак у студиото на Радио МОВ, продолжуваме пак нели со емисијата Ютинг. На местото на Милош и Тео дојдоа Мила Тодоровска и Теа Димковска, исто така двете студентки, исто така дел од проектот, да речеме, Медиуми 2040, но нема туку да вегнявам дечки со проектот и нема да збориме туку за проектот, сакам малце пак да збориме од вашата гледна точка како идни новинари, идни комуниколози и така натаму.
малце да збориме за студиите, она што недостасува со студиите и што сака да ги видите студиите и во едната професија, нели? Ми почнал со тебе Мила, со некако со Милош и со Тео ги начнавме сите овие теми што ги зборавме, значи они збораа дека недостасува пракса, недостасува практична работа, да видат како работа медиуми, односно дека досега медиумите не се запознаени, па сега преку студиото ново што ќе се прави таму малце ќе дознаат тоа. Може да ми кажеш ти што мислиш лично како студентка на новинарство, што можеби недостасува малце да се апгрейдне, односно да се апгрейдне, нели? Да се стави на повисоко ниво студиите по новинарство. Што би прво сменила ти вака на прва? Так. За да имаме студио, треба да имаме некој што ќе работи со тие студенти. Ние го немаме тој кадар на професори кој што ни е потребен на факултетот за да работат со нас. Мислам дека тоа е првиот чекор кој што би го надополнила. Добро. Повеќе професори кои што се новинари по струка пред се, за да имаме обука на идните студенти. Тоа веројатно е и доаѓање самите на крај крајава, и самите новинари, искусни новинари од медиуми, убаво би било и да доаѓаат да ви прават, да бидат асистенти да бидат, не знам, професори или самите збориме редовни професори да станат можеби новинари. Затоа што имаше знам ротација, уште јас кога бев новинарство, доаѓа често некој од новинарството луѓе, значи новинари. Да, ама тоа е реткост. Ама доаѓа по пола семестар како асистент и така, знаеш, ретко малце. Така, да. Тоа, друго не знам, изборните предмети како што кажале, јас би ги направила задолжителни, затоа што значи кои изборни? Може да ми дадеш пример? ТВ новинарство, радио новинарство, печатени медиуми, се тоа се изборни предмети, а треба да бидат задолжителни. Наместо да биде, не знам, примената економика задолжителен предмет. Некоја ротација на тие изборни со задолжителни и можеби би го тргнала новинарството од правен факултет. Да, тоа зборевме со Милош и со Тео. Да. Па и макар некоја зградичка да е обично, подобро ќе биде отколку да биде правен факултет, според мен. Што мислиш Мила? Ти знам дека ти од сите останати се дел не си студент на новинарството, ти си студент на односи со јавност. Да. Што се разликуваат тебе? Сигурно од колегите знаеш што се одликуваат, слични се, ајде да речеме самите професори, имаат некои заемни, ајде да речеме, работи, но и се разликуваат. Што е потребно ајде да зборуваме за студиите по односи со јавност? Најпред ми благодарам за поканата. Многу ми е мило што сме тука и зборуваме баш на оваа тема за медиумите, за новинарството и за односите со јавноста. Најпред ќе се согласам со Мила, да, потребни се студенти за да тие студии може да се одржат. Ако немаме студенти, нема потреба од студија, нема потреба од никакво додатно вложување, бидејќи нема кој тоа да го искористи. Според мене, односите со јавност исто така би требало заедно со новинарството да се оделат од правниот факултет и да имаат како свој институт, и тој институт да се носи со самите студии. Понатаму што фали? Еве за односите со јавност, еве јас лично ќе зборувам бидејќи јас имам завршено додипломски студии. Потребно е да се ротира, да се формираат нови предмети по односи со јавност, бидејќи јас сум учела предмети од политички студии, од правни студии, од новинарство, а имало многу малку предмети по односи со јавност. Всушност нема ни доволен кадар, нема конкурси за асистенти, нема конкурси за демонстратори и потоа се прашуваат зошто овие студии изумираат, зошто нема студенти. Да, веројатно сите овие работи што ги спомена, затоа што јас колку што знам, јас кога учев пред 10 на 15 години, односите со јавност со новинарството се делеа негде трета-четврта година таму се делеа предметите и тогаш стварно ја чувствувавме, ајде да речеме, ги чувствуваа оние што се односи со јавност промената на предметите и тогаш нови професори доаѓаа, малце и материјата се менуваше. Да. Како е сега? Па сега ние имаме 3 години, запишуваме односи со јавност и сега една мала дигресија, но многу од професорите кои што се на односи со јавност не знаат што се односи со јавност. Тоа е проблемот. Денеска многу млади и луѓе што се бават со односи со јавност не знаат што е односи со јавност. Па така и самите студенти кога ќе се запишат не знаат што да очекуваат и тука станува таа забуна. Не може да се направи разлика помеѓу новинарството, помеѓу односите со јавност и тука е каша попара. Ме интересира дали на студиите со односи со јавност има можеби повеќе, зашто зборавме претходно и со вашите колеги дека они зборуваа дека
Ојде, со тоа што е паднато довербата кон новинарството, е паднато главно и новинарството, па ако да речеме пред 15-20 години има по 100-150 запишувале, сега има по десетина, што е, Да. да речеме, Поразително. поразително, нели? Каква е состојбата таму во односи со јавност? Дали е слична со... Па односи со јавност, како што реков, бидејќи не знаат луѓето што се односи со јавност, но тоа стане некој тренд. Денеска секој е пиар, денеска сите зборуваат за пиар и маркетинг, тоа ми интересно, но сакам да напоменам дека односите со јавност во тој правец кога се оди има многу повеќе студенти, многу поголема заинтересираност, бидејќи односите со јавноста се во некој сегмент се и поплатени ако гледаме статистички од самите новинари, но и мислам дека и новинарството денеска како гранка во нашата држава е многу небезбедно. Многу млади се откажуваат да се бават со новинарство, баш од таа причина имаме сега и многу примери во секојдневието што се случува и мислам дека таа е една од причините зошто одат и се стремат повеќе кон односите со јавност. Да, ги спомна условите на новинарите, сакам да продолжам со тебе, Мила, околу тоа. Усвари, Теја беше, извини. Јас сум Теја, тоа е Јас Мила. сум мислела да е Теја. Ја такова да сварите, бре. Океј, извини. Супер момент у целиот подкаст. Сакам да продолжам со тебе. Она ги спомна условите на самите новинари, студенти, односно кога влезат во самите редакции. Што гледаш ти од медиумите? Зашто мислиш дека младите се незадоволни и паѓа таа ерозија на довербата и што треба да се смени во самите медиуми за да вие како млади новинари таа што реков штафета ја преземете и влезете во самите новинарство и ги браните вредностите, да речеме, на седмата сила? Так, имам работено и во телевизија, имам работено и во радио, се уште работам на некој начин. Моje искуство. Не знам, најпрвен ќе кажеме плата и средства кои што се даваат на младите, затоа што знаеме во каква држава живееме, знаеме дека не може да се опстане со тие средства кои што се нудат во медиумите, општо без разлика дали е радио, дали е телевизија, но ева ајде ако ги тргнеме тие средства на страна, мотивацијата која што им се дава од страна на тие лица кои што работат таму, мислам дека не е доволна на еден млад човек кој што не е искусен за да продолжи да работи во медиум. Да. Така. Секако има поединци кои што се трудат и вложуваат најмногу што можат, но тоа не е се острано. Веројатно треба да им се објасни и кога влегуваат и каква е одговорноста што имаат како луѓе кон професијата, кон јавниот интерес, нели? Затоа што кога влегуваш во новинарство ти си свали лицето на јавноста. Работиш за јавен интерес, мора да имаш поголема одговорност, но за да имаш таа одговорност на себе мораш да имаш некои основни услови, нели? Се жалиме дека редакциите се мали, дека малце се платени новинарите, дека има сите се хонорарци на хонорарни договори. Веројатно тука треба и самите медиуми да го сватат тоа и малце повеќе да вложат во самите млади новинари. Така, не може да се бара од еден човек да има кој ќе влезе во телевизија некаква, не знам, обука од претходно, а да нема нигде учествувано без тоа да биде доброволно, например факултетот да биде сам да обезбеди пракса за тие луѓе. Која што ќе биде во текот на студиите за да може директно после факултетот да продолжи со сериозна работа која што ќе биде платена. Да, а не после факултетот да работи година-две за без пари буквално за да стекне некој искуство. Ги прашував сме искуството и Милош и Тео ги прашував, сакам да знам да кажам какво вас искуство ви треба? Каква пракса ви треба? Знаеш, зашто тоа е секогаш одиме во пракса, дали е доволно само да одите вие на еден отворен медиумски ден само да ги посетите редакциите, видат како работат, или можеби треба да влегувате самите додека сте на факултет да влегувате самите медиуми и таму да работите по 1-2 дена пракса по неколку денови, не знам. Што мислите дека треба? Да учите дикција, да учите како се пишува структура на текст, микрофони, техника, нови алатки, дигитализација, не знам, лупам се. Што вакавото прво ви доаѓа на памет, што ви треба вас како пракса? Се што спомена до сега се треба. Не може од едно влегување во редакција ти да ајде ќе видиш микрофони, тоа знаеш што е микрофон. Јас сакам да додадам, мислам дека конструктивно ни треба 2 години искуство во тој дел, тоа го сите го бараат, а ние кога завршиме 3 години, мислам новинарство, односи со јавност, каде е тоа искуство? Каде да го бараме, каде бидејќи никој не сака да те прими?
Ние се соочуваме со Не, види, ќе те прекинам, извини. Сака да те прими, ама да те искористи. Не сака да те Да. плати, да, Така. сака да те прими. Ни фали се, ни фали мотивација, еве за однос баш за делот за односите со јавност, ние не можеме, ајде кај новинарството е малку поразлично, бидејќи тие можат новинарите можат да одат во телевизија, во радио, додека оние луѓе комуниколози кои што ќе завршат идни пиарови, тие многу е ретко да најдеш пиар агенција каде што ќе те викнат на пракса. И мислам, јас сум пробувала, сум аплицирала, но тоа е голема реткост. Или во некоја институција да бараат пракса, дали во суд, дали во полиција, да се бара пиар лице, практикант. Да. Значи, тоа е многу ретко, тоа всушност не ни односно постои. јавност кој ќе ги знае Да. на трешните работи, не Да. зборам, фирмата, компанијата, дали Да. е таа независно од Да, како денеска ентитет. односи со јавност работи секој и тоа е проблем. И затоа А многу и од новинарите знам се шалтаат од новинарството Но од односи со јавност. тоа е мал премин од новинарство во односи со јавност. Големиот премин е ако некој што не знам завршил кибернетика биднал пиар експерт. Да, да. Тоа е Збориме сега малце да се вратиме пак на образованието, нели, се е вклучено, сите овие работи се важни, малце околу предметите што ги имате. Мислам дека ти спомна дека многу од оние што се изборни предмети треба да бидат редовни предмети. Знам дека од наредната година медиумската писменост која се збори одамна, нели, преку Youthing проектот Младите размислуваат се префрли, односно почна од да се учи од пред некоја година од основно образование, средно школа, сега почнува да влегува и во факултетите. Знам дека имаше некои модули и да се внесе медиумската писменост со следната година, ама пак како изборен предмет. Значи пак се тоа наставници ентузијасти кои што внесуваат. Можеби, не само медиумската писменост, што би сакала да видиш ти од предметите кои што би влегле во редовното факултетско образование? Не, ако имаш на памет, не те влечам за јадик скроз. Не знам искрено. Еве некои Мислам, основи, теа- мислам, основи на новинарство, што е новинарство, што представува новинар, да се опфатат тие сегменти, кои се медиуми, еве за едно дете во основно училиште треба да знае што представуваат печатени, што представуваат социјални медиуми, тие некои основни постулати, мислам, да се опфатат, а понатаму и односите со јавност, бидејќи односите со јавност е малку покомплексна тема, и мислам дека за едно дете основно оделение, мислам дека ќе биде потешко. Тоа би го ставило на пример во средно училиште. Да, средно и факултетите, више Да. но сепак медиумите да ги сваќате како функционираат и можеби затоа што и самата новинарска заедница долго време збори, можеби треба се сменат и самите книги, правилници, Да, учебници, затоа што се базирани на медиуми кои што постојат више најпоследните 50 години, во последните 50 години, особено последните 23 имаме Голема на промена, развито, да. многу голема Да, да, промена, да. веројатно треба да се смени тука. Па треба да почне да се пишува. Бидејќи немаме пишувано, имаме само дневни вести цело време, имаме некои квази експерти, но немаме напишано, немаме некоја книга, некој правилник по што треба да се водат младите. Добро. Еве да. на пример кога зборуваме за инфлуенсери, Да. треба да постои нешто. Бидејќи тоа е еден вид на пиар. Треба да постои нешто по што ќе може да се водат, бидејќи ако не постои, тогаш сите ќе си водат своја политика. Да, апсолутно, кога спомна инфлуенсерите, не знам дали знаете, има се агенцијата за медиуми почна процес за регулација на инфлуенсерите, односно ќе се направи етички кодекс кој што ќе важи за нив. Своевидно тоа почна низ европските земји, почна да го сваќаат и да прават европските земји, кога сватија дека работите малку излегуваат од контрола, односно се појаваат луѓе кои што продаваат разни производи на интернет, кои што малци со пазарот се зеза и самиот пазар или нелојална конкуренција и така натаму, и потоа производи кои што се непроверени тотално се продаваат од луѓе, од млади луѓе особено, но други млади луѓе кои што се, не знам, шампони, козметика, храна и така натаму, кои што не знаеме од каде доаѓа и како доаѓа. Тоа е едниот проблем. После збориме за говор на омраза, дискриминација, збориме за разни работи каде што нели секој еден наш збор таму некаде прави некој домино ефект и мораме да го сватиме. И почна сега поради сето ова агенцијата за медиуми почна да регулација тој процес. Таму
кој што знам дечки ќе има некој вид на регистар кој што ти ако имаш толку и толку фоловери, односно следбеници преку интернет, ќе мораш да бидеш дел од тој регистар и ќе мора да потпишеш дека мора да почитуваш тоа, за да може, нели, пак да се води некаква, ајде да речем контрола, ама да некакви етички механизми да се постават, затоа што на крај крајва ние професионалните новинари, ако можеме да почитуваме, можат и некои други, знаеш, некои правила мини на игра за да може да биде фер кон сите. Веројатно на тоа мислеше и самата ти. Да, мислам во тој дел, кога е таа регулација, најпрви ние немаме регулација во медиумите. Тоа е првично. Само регулација постои, затоа постои само регулација. Но во кој правец оди тоа? И сега тука се поставува прашањето исто како и за инфлуенсерите, така и за фриленсерите. Исто така се тие закони, мислам што сака да се донесат. Мислам дека тоа најмногу е за данокот, бидејќи тоа да се регулира. А понатаму би требало да се регулира бидејќи не секој треба да е на интернет и треба да има достапност до интернет, а во делот на продавањето на разни работи, мислам дека и тука треба да се стави некоја точка, да се подвлече линија, бидејќи луѓето веќе не знаат, не можат да разграничат што и како. Добро, мислиш у смисла на што е медиумски производ, што е медиумски производ. Добро, но не спомнавме само регулацијата иде рака под рака. Тоа веќе се регулира самиот социјален медиум каде што настапуваат, мислам, каде се достапни тие инфлуенсери. Има таква некоја сама регулација и си пишува дека контентот е платен, дека е инфлуенсерски се, но тоа треба да биде повоочливо. Добро, затоа е потребно, затоа спомнав и само регулацијата која иде рака под рака со регулацијата у медиумите, дека мора и самата таа да речеме заедница која што е инфлуенсерска, како самата новинарска заедница си направила свои правила на игра. Си има свој кодекс на новинарите на Македонија и тој, нели, според тој кодекс има принципи на однесување кои тие самите се водиме ние како новинари. Веројатно и самата инфлуенсерска заедница ги си направи таков кодекс, односно да не иде само преку агенцијата за медиуми да очекуваат они да ги регулира и да им кажа ова треба да правиш, ова да правиш. Туку и самите меѓу себе кога ќе видат дека не се фер да си кажуваат, дај да се почитуваме, сега можам така да правам у студио, дај ти пробам така да правиш. Тоа многу и од властите зависи. Дали тој закон ќе помине или нема да помине. Да, ама не можеме да очекуваме на крај само од властите да ни кажуваат, зашто тоа иде му друга опасна зона, знаеш? Ако ќе очекуваме диктат само од некој друг да ни кажува што да правиме, колку да правиме, како да правиме, тогаш од друга опасна зона. Затоа ја спомнував само регулација. На крај да кажам, дечки, што очекувате сега у следниот период да се случува на факултетите? Еве, го спомнавме Медиуми 2030, ова како проект, една визија за еднината, што би се случувало, што ви треба, но што очекувате во следните години самите факултети да почнат да прават? Еве, освен што ќе направат студио, освен што може неизборните предмети изборни, може би нешто пропуштив да кажам што очекувате вие да се случи, ќе имате бенефит, вие самите студенти, а и самите млади новинари понатаму. Ако ви текнува нешто што пропуштив? Па не знам, мислам дека се опфативме. Добро. Се опфативме и не знам, за крај да ги повикаме младите да не се плашат да запишат новинарство, да запишат односи со јавност, иако е направен факултет, може ќе направиме некоја промена. Тоа добро ме забраша. Добро. И мислам да ставиме крај на неписменоста, на некои на написи секојдневно каде што има печатени грешки и луѓе кои што немаат врска од новинарство и тука да настапат оние лица кои што ќе бидат мислам усовршени за тоа. На крај уште едно сега ме потигна, што ми беше устари крајното прашање, зашто студентите да се запишуваат новинарство? Зашто новинарството е важно? Сега јас можам да дрндам за тоа милион сати, ама сакам вие да ми кажете зашто мислите дека новинарството е важно и да продолжи да живее новинарството, да се шири во една цела наша заедница, држава или како се? За да се слушне гласот на народот, едноставно, да се искаже мислењето на секој поединечно, затоа што сме свесни дека во нашата држава многу од луѓето молчат и премолчуваат некои работи, затоа сме довде до кај што сме стигнати.
Добро. Јас мислам како и политиката, која е секојдневно со нас, така и новинарството е тука не само да известува за политиката, туку известува за целиот свет, бидејќи новинарите се гласот на народот и тие се и сите останати сетила, слухот, видот, мирисот, вкусот, мислам дека така функционира, и треба да функционира. И треба да имаме навистина новинарство, според новинарството ќе се види каква е државата. Да. Благодарам на дете за гостувањето, благодарам на Благодарам слушателите и на вас. и гледачите, тоест на нов YouTube подкаст. Очекувате понатаму нови содржини од Радио МОВ, нови теми, анализи, истражувања, видеа итн. Во склоп на нашите можности што ви оможуваме секојдневно. Продолжите да го слушате Истер радиото, да гледате нашите содржини, продолжите. Тоа е тоа. Јас сакам да. Уживате дечки со нашите програми понатаму. Чао.